Слаби приноси на ориз годинава во Пробиштипскиот крај, земјоделците незадоволни од годинашната реколта. Како причина за овој проблем, тие ја издвојуваат турската сорта. На оризовите полиња во атарот на пробиштипските села, најверојатно повеќе нема да има од оваа сорта. Земјоделците со реакција и за цената на оризот. Видите, ориз оваа година, од ланската година е послаб. Некаде лани имаме по 20 вреки од декар, оваа година имаме по 12. Мислам дека овај турски ориз што е сега што го увеземе, лани даде беше нетабилен, оваа година даде многу послаб. И мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарото семија. Има монточели, сите тие други, овој ќе го сврлеме, ради тоа што некако немаме допринес. Цената за оризо е многу слаба. Народот кажуваат, вика вака, вика. Подобро ни треба, вика, да ни дајате субвенции, да не ни давате, да ни уплатите по 25 оризо, ние ќе бидеме задоволни. Временските услови им послужија на оризарите за есенската сеидба. Годинава на пробиштипските оризови полиња се планира да бидат засејани 3500 хектари. 80% од нив се однесуваат на житни култури, а 20% на фуражни. Истакна Ранко Давидков од подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Пробиштип. До сега, според последниот извештај кој што го имаме доставено до секторот за земјоделство при Министерството за земјоделие во Скопје, значи некаде околу 30 до 40% е завршено со сеидбата и се надеваме до оној оптимален рок некаде до 10 до 12 ноември да биде целосно завршена сеидбата и одредена површина околу 500 до 600 хектари оставаме за она пролетна сеидба во текот на пролетниот период. Сепак нема зима за земјоделците, тие задоволни од исплатата на субвенциите. Субвенции да, зимаме, редовно зимаме, малку се касне, али се зимат субвенциите и мислам во интерес на нас земјоделците тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ни ги покриват како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и мислам голема помош е. Давидков исто така напомена дека 90% од субвенциите се веќе исплатени. Минатата недела веќе заврши исплатата и по однос на она последна мерка која што не беше исплатна за исплата за произведено и продадено овчо, кравјо и козјо млеко, значи до месец мај се веќе исплатени, така да сега е во тек пријавувањето за по мерката за произведено и продадено млеко од 1 мај до 30 септември, така да имаме активност во однос на тој дел. Во однос на останатите мерки, засега е намален сточниот фонд. Причината се двете болести, синиот јазик и јазлестата кожа, кои се јавија кај крупниот добиток.